На 18 јануари во 1830 година се раѓа ученикот на големиот учител Димитар Миладинов и една од најинтригантните фигури и стожери на македонската литература, кој творел дури на 3 балкански јазици – македонскиот, грчкиот и бугарскиот. Автор е на една од највозбудливите поеми од тој период – О Арматолос, кај нас позната како Сердарот. Во почетокот на 19 век Балканот е под османлиска власт, а Охрид е дел од еден економско-културолошки микрорегион во кој влегувале и места како Костур, Преспа, Дебар, Тирана, Берат, Корча и Илбасан. Учителството во тоа време во голема мера било номадска дејност, па учителите и учителките подучувале низ целиот Балкан, главно на јужнословенските говори, а понекогаш и на турски или грчки. Прличев бил роден во сиромашна фамилија како најмладо од 4 деца, но набргу по неговото раѓање мајка му останала вдовица и затоа дел од грижата за децата презема и дедо му. Во тоа време во Охрид главни образовни места биле цркви, а црковната мрежа во голем дел од османлискиот Балкан била водена од грчката црква. Дедо му бил свесен за ова и кога на 4 годишна возраст кај Григор ќе го препознае афинитетот за учење, му подарува буквар на грчки јазик. Совладувајќи го грчкиот јазик, Прличев се среќава со епските дела на Хомер, кои оттогаш ќе останат врежани во неговото срце и во духот на романтизмот, тој ќе почне да мечтае за античките херои, богови и писатели. Прличев имал разни учители, но најголемо влијание во неговиот живот извршил Димитар Миладинов, кој при својата учителска дејност во Охрид бил сместен токму во куќата на Прличеви. За време на престојот, Григор ќе ги усоврши грчкиот јазик и граматиката и ќе биде подготвен за својата следна етапа во животот. По кратка печалба во Тирана, каде што работел како учител на своји 19 години, конечно заминува на студии во земјата на хероите од детството. Тој на Атинскиот универзитет запишал медицина, но сватил дека тоа не е за него и по една година се враќа во Македонија, каде следните 9 години ќе работи како учител во Долна Белица, Битола, Прилеп и Охрид. По скоро една деценија романтичарскиот дух на Прличев повторно се буди и тој решава да се врати во Атина, каде запишува втора година од студиите по медицина. Сепак љубовта кон литературата и пишувањето преовладало и тој почнал да ја пишува својата прва најпозната поема О Арматолос, и тоа на грчки јазик. Во грчката јавност поемата добива високи признанија, дури и споредби со еповите на неговиот идол Хомер. Но овој успех носи и голема горчина. Кога атинските интелектуалци и писатели ќе откријат кој автор стои позади псевдонимот и ќе сватат дека таа исклучителна поема напишана на совршен грчки не е дело на грк, тие ќе почнат да го саботираат и деградираат Прличев како автор. Во моментот на својот најголем успех тој доживува и најголемо отуѓување, бидејќи е отфрлен од луѓето од неговата ветена земја, земјата на Хомер и неговите херои. Оваа горчина тлее во Прличев и кога пролетта 1861 година ќе дознае за смртта на браќата Миладиновци и фактот дека биле наклеветени од грчкиот владика, дека се наводни руски шпиони, тој дефинитивно решава да изврти грб на Атина и да се врати во родниот крај. Смртта на неговиот вистински херој ја убива младешката влюбеност во Хомер и во него отвора нова потрага за себе спознавање. По враќањето во Охрид заедно со пријателот Јаким Сапунџиев почнуваат обид за воведување на македонскиот народен јазик по училиштата во Охрид. Со тие напори полека започнува неговиот активен отпор против грчките владици и нивното влијание. Свртен кон словенството во своите 30 години, Григор ќе почне да го изучува и бугарскиот јазик и се почесто да патува во Цариград и Софија. На покана од Цариградското читалиште, Прличев почнува со превод на Хомеровата Илијада на бугарски јазик и ова полека ќе го сврти Прличев кон романтичарските пансловенски идеи и кон идејата за еден сесловенски јазик. Отпорот и заложбите на Прличев конечно успеваат. Во Охрид постепено започнува да се воведува македонскиот народен јазик во училиштата како форма на културна и идентитетска еманципација и отфрлање на грчкото влијание. При крајот на својот живот во периодот од 1883 до 1890 година, тој предавал во Екзархиската гимназија во Солун, каде што паралелно ја пишувал својата автобиографија која ќе биде објавена постхумно во 1894 година. Григор Прличев е уникатен поради својата борба за втемелување на македонскиот народен јазик во училиштата.
поради својата книжевна вредност, но и фактот дека со својата посветена и културна дејност ги задолжил културите на неколку земји од Јужниот Балкан.